Не ни е одземен дел од историјата. Едноставно е нешто ставено во историја. Значи, во историска рамка. И даден е параметар кој што одреден период го става во историската рамка, а не го поврзува со она што представува денешнина. Иначе, за тоа за модерните јазици кога зборувавме и слично, и самите грци денеска не зборуваат на стариот грчки јазик. Значи, нивниот јазик е многу модерен, помодерен од македонскиот. Промената е направена во раните 80-ти години, кога е создадена Неа Елиника, која што е составена од Димотики, народниот јазик, и Катаревуса, писмениот јазик, јазикот на интелектуалците. Значи, тие самите си препознаваат, си кажуваат дека она што денеска постои како грчки јазик е всушност нов грчки јазик, и така и се вика, и учебниците нивни пишуваат Неа Елиника. Значи, она што е постигнато со Преспанскиот договор е историјата да ја тргнеме на страна, да не ја присвојуваме ни ние историјата, која што е во далечното минато, и никој не го негира идентитетот на македонците како посебна етничка група. Никој не го негира македонскиот јазик, посебен како посебен јазик, ниту она што представува македонска традиција и историски развој. Тој геп меѓу Александар Македонски и она што представува доаѓање на словените и слично е тој празен геп кој што е тргнат на страна. Бугарија не гледа како вас на ова, Бугарија гледа на Преспанскиот договор како начин да ги задоволи своите историски дефекти. Ајде да направиме со Бугарија истаков како Преспанскиот договор, во кој што ќе биде постигнат баланс. Еве, како ќе го балансираме, Значи, ајде да направиме таков договор. Значи, тоа е работата. Како? Не може. Некои работи не може да се балансира. Јас затоа велам дека она што представува однос со Бугарија и посебно окупацијата за време на Втората светска војна и се она што представува сеќавање на овие простори, на тие случувања, се многу различни во моментов во однос на оваа држава во која што денеска живееме. И затоа и денеска и напишав, според мене, ние треба да побараме или извинување од Бугарија, или репарации за Втората светска војна. Постои договор за репарациите, во кој што ние практично се откажуваме од репарација за возврат. Бугарија треба да даде право на македонските малцинства. Меѓутоа, Бугарија не го исполнила својот дел од договорот, автоматски тоа го прави ништовен тој договор. Значи, сега можеме да го поставиме прашањето за извинување и за репарација. Мислите дека реално може да очекуваме дека такво нешто ќе се случи? Значи, многу често ова го слушам, дали реално може да се случи. Значи, ако не бараме, ако не ги поставуваме овие прашања, тогаш никако нема да се случи ни реално ни нереално. Не се работи само за случување. Ние губиме преговарачка позиција. За да добиеш добра преговарачка позиција, треба да поставуваш барања. Треба да поставуваш реципрочни барања на оние кои што се поставуваат од другата страна. Ние не го правиме тоа. Да. Ние сме многу по реални од бугарите во делов на новинарството. Зарем се случило бугарски новинар да праша вака некој бугарски интелектуалец или политичар да рече дали е реално ние да очекуваме дека првиот човек во нивната химна тие ќе потпишат дека е бугарин. Ме разбирате што сакам да ви кажам? Никој таму тоа не го полемизира. Тие имаат комплетно нереални барања. Еве, ја да бев новинар во Бугарија, најголем заколнат бугарин и така натаму, јас ќе прашав луѓе. За волја на вистината има еминентни бугарски интелектуалци и професори кои што не вистинска реткост. Да, што не се согласуваат, меѓутоа нивниот глас не го слушам. Барем по телевизии се реткост. Значи, петиција има направено од
стотици имиња на професори, новинари, представници од невладини организации, сите случаи на она што представува негирање на правата на македонците ги води бугарскиот Хелсиншки комитет, не некоја структура надвор од Бугарија, туку Красимир Канев ги има поведено сите тие и ги има добиено пред Европскиот суд за човекови права. Значи, не се тие монолитни, како што од време на време сакаме медиумски да представиме. така не изгледаат. Ја гледам дебатни емисии, многу ретко овие луѓе добиваат простор, за разлика од овде каде што македонски бугари има 5, и сите 5 излегуваат на телевизија. Мислам, не значи дека треба да се цензурираат тие луѓе ако им се кршат човекови права и така натаму, мора да излегуваат. Но суштината е дека во Бугарија ја нема оваа дебата. Никој не е доволно паметен, веројатно по медиумите, да праша луѓе дали е реално ние да очекуваме овде. Токму затоа ја поддржувам професорката за барањата за репарации. Кога тие веќе имаат крајно нереални барања, треба и ние да имаме крајно нереални барања во овој процес. Добро, темата околу идентитетот би го завршил со следново прашање. Знаете што за вас е поголема опасност за македонскиот идентитет? Тоа што го кажа Марта Кос околу јадењата или тоа што во независна Македонија недоволно се грижиме за нашите национални објекти, камениот мост ни мириса на измет и на урина, за жал, Скопското кале како дел од нашето културно наследство е затворено практично за туристи, аквадуктот невладини организации не го чистат, министерствата не изгледаат така што не изгледаат, со прилози треба да закачиме знамења на зградите на министерствата. Веќе сме познати помалку или повеќе кај нашите пријатели од светот, кај Македонија, земја на ѓубрето, каде што чудно малце мириса. И тоа што можеби е најлошо за нас е што образованието ни е на такво ниво како што не е системски уништувано со децени, с факултетите и така натаму. Зашто за Марта Кос се реагираме бурно и целиот Фејсбук експлодира вчера, а за овие работи кои што можеме сами да ги направиме, што се многу посуштински, практично да не изборуваме. Најголемиот проблем, најголемата закана за опстојување на нашиот идентитет е тоа што ние право зборуваме за јазикот. Ние имаме се помалку лектори, се помалку македонисти кои професионално се бават со македонскиот јазик. Ние имаме национални телевизии, радија и весници во кои немаме вработено лектори. Ние имаме државни институции кои пишуваат неписмени извештаи. Ние имаме универзитети кои се полоши и полоши. Образованието е од трите. Проблемот со нашето образование, односно падот на нашето образование, е најголема закана за македонскиот идентитет. Зошто? Затоа што тој не би обстоил доколку не била она интелектуална ренесанса во 60-ти, 70-ти, 50-ти, ако сакате, кога се создале, разговарав скоро со Божин Павловски, ми објаснуваше како, вели, кога дојде Крсте Црвенковски, му рековме, знаете, имаме само 300 книги на македонски јазик. И веднаш, вика, државата финансираше, објавија, вика, наеднаш уште 30.000, 50.000 книги се преведоа на македонски јазик. Идентитетот е знаењето. И најголемите европски нации и светски нации обстоиле поради благодарение на образованието. И по тоа ќе видите вие каква... Културата е исто еден израз на образованието. Знаете, не може вие некој да продуцира култура, а да не биде професионално образован за тоа. Не може да направи филм ако нема професионално образование за филм, или за музика, или за било што. Клучот е во образованието и токму затоа сметам дека и оваа влада која сега ја имаме во наредните 4-5 години мора да обезбеди квантен скок во делот на образованието. Од основно па нагоре, нас ни е урнисано целото образование, од највисокото, од ману, ако сакате, па до забавиште. Ние имаме урнисано образование и без тоа да се изгради, ние ќе ги немаме македонците на иднината. Еве, ако сакате, ќе земам Австралија како пример. Во Австралија има околу 350-400 македонци. Се на се, 200 дечи ни учат македонски јазик. Другите за 2-3 генерации тие ќе знаат дека имаат некакво потекло од негде, но нема да имаат врска со Македонија.
Да не се претвориме и ние во една Австралија во сопствената држава. Професор Кисовото прашање за вас. Значи, тоа се две различни работи. Едното, кое што е поврзано со госпоѓата Кос, е како не гледаат од надвор и тоа треба малку да не загрижи и да предизвика соодветна реакција од аспект дека треба да размислиме како се представуваме кон надвор и каков е впечатокот кој што го градиме ние кај другите држави. Ова второто е дефинитивно многу важно. Меѓутоа, покрај образованието, ја мислам дека кај нас како да не постои свест за тоа што е она што представуваат корени. Според мене почна со камениот мост Кутар, кој што го направија безличен, го обезличија. Нешто што беше символ на Скопје, одеднаш стана мост направен од некои бетонски плочи. Ги извадија старите камења од старата чаршија, па ја не сум видела држава во која што така со леснотија ќе се откажат од она што представува енергија, историска енергија впиена во одредена структура како што била старата чаршија. Дека ги извади и коцките на плоштадот. Коцките на плоштадот. По кои што партизаните оде и маршира дека го ослободуваа Скопје, ништо не му фалија, ги извади и ставија траветин босански го донесаа. Оно што се направи од центарот на градот, зградите кои што се изградија, кои што немаат никаква врска со она што представува историја на Македонија, мислам, оние тријатидите и што ти ја знам што, уништувањето на Охрид, уништувањето на Крушево, значи неспособноста да се заштитат сите, ние имаме да речеме 45 пештерски манастири. Никој не вложува во заштита, тие се посебен облик на градење, меѓутоа посебен облик на фрески и слично. Тоа се корените кои што ние треба да ги негуваме. Значи, ние сме на некаков начин една збирштина на новопечени богаташи. Ке дојде некој и ке сруши се. Да ви кажам, мене тоа на индивидуален план, да речеме, ми се случи. Ја продадоа куќата на дедо ми во Прилеп, која што беше стара чорбаджиска куќа со оние поплочени дворови, со дрвени басамаци и слично. И дојде еден Скороевич и наместо да направи од незе нешто убаво, како што го прават во светот, тој зеде ја сруши до темел и изгради една коцка, мислам, на нејзино место. Ние едноставно немаме однос кон минатото. Ние не ги штитиме тие работи ниту на државно, ниту на индивидуално ниво. И дефинитивно тоа е најголемиот удар на идентитетот. Како да се промени тоа, Златев? Што треба да направиме? Цело време со години зборуваме што треба да направиме, а не што правиме, и тоа е поразително. Меѓутоа така не можам да дам колективни совети, но индивидуално да пробаме дали треба да се направи национална стратегија, ако нема веќе да се инвестира многу повеќе во културата, во уметноста, во образованието. Потребно е. Мора да имаш некоја идеја, Златев. Мора да имате. Пет можам да ви набрам одма. Вие барате 50 години се што уништувале, јас сега тука да ви го решам во една минута. Многу тешко барање имате до мене, но во секој случај потребно е за почеток да научиме малку да си ги воспитуваме поразлично децата. Потребно е за почеток да бидеме самите примерот кој сакаме да го видиме, и потребно е за почеток еден поодговорен однос во однос на овие клучни прашања од локална самоуправа па нагоре. Мора да имат поодговорен однос и треба постојано на политичарите да им се сугерира да има подобар однос кон овие работи. Луѓе, ние зборуваме за национална ренесанса, а на 2,5 километри од влада воздушна линија во Вардариште до ден денес горат кабли, гуми и кесиња и продуцираат канцер. На 2,5 километра од влада. И сега ние тука ќе решаваме големи енигми за светската историја, како ние ќе се конзервираме како нација, а ние немаме решено елементарни работи за современото живење. Потребно е еден проактивен однос кој ќе биде од најниско ниво, од елементарно ниво па нагоре.
Тоа е тешко да се постигне и сега ги гледав баш програмите на градоначалниците пред 4 години што ветувале за истата таа депонија. Тука игралишта ќе имало, пинг-понг ќе се играло, вака ќе било така, парк ќе имало. Ај што не направи градоначалничката парк како што ветуваше таму, не ја тргна ни депонијата. Истото важи и за локалните градоначалници. Добро, Златев Приеска, говорейки за преспанскиот договор и за договорот за добрососедство со Бугарија, кажа дека тие се постигнале бидејќи Македонија била село без начекале село без кучиња. Така беше, да. Добро, дали денеска Македонија со една година нова влада е село со кучиња, фигуративно кажано? Апсолутно, значи... Дали некаква промена во начинот на... Ја не гледам никаква промена, значи не гледам суштинско изместување од она што представува пракса веќе 25, да не речам 30 години, и ние не научивме да надградуваме наместо да почнуваме цело време од почеток. И сега ова расправија кој го направил патот, кој треба да го отвара патот, дали срушиле една стена таму која што била над патот и која што била суштинска, нали, за безбедност и слично, само покажува дека и оваа власт, како и сите претходни власти, не сваќаат дека државата се гради со континуитет. Значи, со надоврзување на она претходното, не надоврзување на криминалот, не надоврзување на корупцијата и не надоврзување на крадење, туку надоврзување во градењето. Значи, секогаш треба да не се руши она што е претходно направено, да се искористи се што има и да надградуваме цело време, да додаваме нешто. Добро, може ли да се извинувам што ве прекинувам, дали можете да ми кажете еден проект или една градба која што новата влада ја прекинала или не ја доградила? Значи, не се работи за тоа дали... Мојот личен впечаток е дека кога стана збор за инфраструктурата, дека се што беше почнато се продолжува. Значи, дури се интензивира некои работи, мораме да бидеме објективни. Ја можам да кажам еве за образованието, дека да, прекинат е развојот на образованието, секоја нова влада која ќе дојде прави нова стратегија и тоа дефинитивно не доведува во оваа ситуација во која што се наоѓаме. Идеите за трамвај влечат корени во Скопје од 80-тите години и тогаш има направено точен, детален план каде треба да биде изграден трамвајот, како да оди и кои да бидат поврзочните точки. Сами сме криви, професорке. Имаше референдум, колку што знам, то само придонес да се прави, не се изгласа. Ниту една влада, ама зашто мора со само придонес? Така беше тогаш. Ниту една влада потоа не се надоврза на она што е направено, направен е голем проект кој што се вика Скоплан во раните 80-ти години, со кој што се трасирани сите тие елементи кои што треба само постепено, една по една, во сите овие години, една пруга да стававме годишно, до сега ќе направевме трамвај. Еден пријател истражува за докторат и чита стари вестници и ми најде надпис од Нова Македонија во 82 година во која што пишува во наредните 5 години се очекува Скопје да биде гасифицирано. И ние се зборуваме за 82-ра. 2025 година нема една куќа гасифицирана во Скопје и тоа е проблем сам по себе. Во делов за односот на владата и селото без кучиња. Сега, рано е да коментираме во однос на овие витални останати прашања и се согласувам дека не треба владата да се однесува како се почнува од нас, но во делот на Нова со Бугарија, владава имаше една јасна политичка програма дека нема да попушти и нема бугарите да влезат во македонскиот устав без притоа да се дефинираат некои други работи, односно без да се смени преговарачката рамка и историските прашања да се тргнат од неа. И досега гледаме дека од една страна додржаа на зборот, не попуштија во однос на тоа, не се скршија, нели, и не направија ситуација на село без кучиња, но од друга страна видовме дека не ни се откочени нас европските интеграции, не најдоа друг модус, односно друго решение. Зашто не го стават на гласање во собрание? Кој? Промената на уставот. Нема да помине, имаат мнозинство. Значи, ако не помине,
имаат адут во рацете и ќе излезат пред Европската унија и ќе кажат ова е добро решение. На најдемократски начин ние пробавме, еве го ставивме на гласање, пратениците, тоест представниците на граѓаните, не го изгласа, ајде да бараме друго решение. Значи, има секогаш начин Ова е добар како предлог, да се морам да излезе. признам, навистина ова добар. циркулира веќе подолго. Добар предлог во секој случај, затоа што Заглавени сме инаку. Треба да се фрли река, знаеш како, Рубиконот да се фрли. Знаете, во Македонија се поврзува со оваа агенцијава за обезбедување, но што е фамозниот Рубикон? Тоа е реката која Цезар ја поминал и го прекршил правилото дека не сме војската да ја помине таа река во Рим. Треба некој кај нас да го фрли Рубиконот, односно да ја помине таа мизерна рекичка и да рече извинете, но ние ќе тргнеме по одреден пат, па што даде Господ, тоа е. Ние немаме друг начин. Потребна е храброст во сите полиња. Гледаме одредена волја. Еве, во инфраструктурата особено се гледа одредена волја да се постигне нешто, се прават, нели, резултати, можат да се видат. Неблагодарно е да велиме дека нема разлика во тој дел, но толку многу треба да се постигне и не е само да се направи, како што вели професорката, нова програма, па сега ќе направиме нова програма, но што ќе донесе таа? Суштината е да се застане на здрави корени кои ќе продолжат понатаму. Никогаш постојано ја кажувам приказната со универзитетот во Нортхемптон. Нортхемптон е едно мало градче во Англија и кога се основале големите универзитети биле три: Кембридж, Оксфорд и Нортхемптон. Но тие од Оксфорд успеале некако го убедиле кралот дека во Нортхемптон се еретици. Им го забранил универзитетот и немало универзитет. Во 2004-2005 година градот сака да направи свој универзитет. Добиваат дозволи од сегде, прават универзитет, но и велат не може да го запишеме во централен регистар. Зошто? Има, вика, кралски проглас од 1262 година дека Нортхемптон не смее да има универзитет. Па го ја молеле кралицата, па таа рекла сега немам такви ингеренции, па House of Lords и се повлекла таа одлука. Замислете, 800 години старо правило морало да помине ни секакви процедури за да се смени. Ние не може еден дуб да додржиме 5 години. 5 години? Да. Ја мислев една 5 година. месеци. Да, знаете, потребно е да се даде правило вака и тоа е се. Тераме сите. Кај нас некако се менува, закон за пушење донесоа, го укина, поблаг го направија. Ако веќе нешто се донесе, тоа треба да се почитува. Затоа имаме легализација на дивоградби. Значи тоа не постои во светот. Што значи тоа? Легализација на неправо. Значи ние викаме сега ова неправо, како беше на ова свинче, од денеска е риба. Значи не може. Ако е неправо, е неправо. Не може смеело до таа година, после таа година не смеело. Значи, ние самите цело време влегуваме во тој затворен круг на постојана корупција и криминал заради тоа што го озаконуваме криминалот. Значи, ја мислам дека не постои држава во која што на олку различни начини се легализира криминално делување. Како гледате на тоа сега што се случува во општината Чаир, на препирката најблаго кажана на граначалничката со Висарганија? Значи, да имавме ние вистински судии, да имавме вистински јавни обвинители, јас ќе речев дека е ова супер, ајде да го започнеме процесот. Мислам дека е толку руинисан нашиот правосуден систем, што немам верба дека било што нормално може да се изроди, или пак ќе срушат еден двајца таму некој на Перо куќата или на Азим куќата, меѓутоа главните оние кои што можат да подкупат, кои што имаат политичко влијание, нема да бидат тангирани. Да, ве прашам како политички момент кој што има голем публицитет во јавноста. Мислам дека не постои друг град каде што граначалничката се уклучува во живо на социјални мрежи и кажува тоа што го зборува дека има сомнеш за огромна. Открива дека у Чаир имало дивоградби. Значи, да, тоа е малку смешно, меѓутоа, доколку постои навистина некоја било каква здрава структура во
правосудниот систем можат да го искористат ова препукување кое што постои меѓу градоначалничката и политичките партии и слично и да почнат да ги водат тие постапки. Еднаш ако се отвори таа врата, можеби можеме да влеземе во она што се вика владење на правото. Ќе се отвори според вас? Не. Добро. Злата пистата. Ако сме песимисти, што би излегуваме на телевизија? Ја верувам дека еден ден можеби ќе биде подобро. Кога ќе дојде тој ден, никој не знае. Сега, дали го гледаме, може да го гледаме, може и да не го гледаме, као рулет ни е нас, све. Добро, за прашањето околу тоа што се случува во општина Чаир. Што? Мислам, Чаир Не, дека... а реакцијата ви беше како воопшто не треба никој да биде изненаден што има над 100 и нешто дивоградби згради. Па не, тоа се пишува со... Јас сум гледал за се ова што зборува сега Даниела Арсовска, новинарите пишуваа пред 4 години, пред 5 години. Пред 3 години. Кај беше Даниела Арсовска во тој период тоа да го реши и како сега наеднаш и текна пред избори на 6 месеци дека таму има проблем. Добро, зошто се прави тоа? Временски, зашто сега пред избори, неколку месеци пред избори? На крајот анализа правиме. па тоа што она го прави пред избори не оправдува дека таму стварно не треба да се руши. Ако тоа што она го прави пред избори во очигледно политички цели, не значи дека тие се поштени на другата страна. Што треба да се прави? Ништо, правосудство треба да почне да функционира и тоа е тоа. Добро, Тоа кој треба политичка, да рековте политички цели, кој е политичка цел, кога веќе кажа дека нема да се кандидира на може следните би избори? некому да наштети, може би некому да направи услуга, да влезе во некоја една коалициони партија и така натаму. Не сакам да навлегувам во тие работи, но можеше многу да се докаже градоначалничката на многу полиња. За жал не успеа да се докаже. Добро, а за Сега, жал... не успеа, не направи ништо. Да кажеме дека еден Петре Шилегов за неа е, како да кажам? Не, немој да кажеш. Па барем... Не се согласувате? Не. Зошто? Петре бар направи Ни доаѓаат мост што локални- не води нигде. Таа не успеа ни таков мост да направи. Добро, ќе ни следат сега и локални избори, ќе зборуваме многу повеќе за овие теми. Ви благодарам за вечерашната Ти дебата благодарам. и за коректна секако. Мислам дека бивме интересни, може нека нова информација Не, Ана ми споделиме. рече немој да се расправаш денеска и ја послушав. Добро, Да. важиш како послушач и Зар посака благодарам да се уште една. расправаш во некој? Не, немав ни потреба. Почитувани ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.